Добар ден, криптоентузијасти. По ваше барање, нормално од полот кој што го направивме на двете групи на Facebook, Крипто Револуција и Криптовалути Македонија, значи убедлив победник е да направиме видео за cold wallet-и, односно како се чува значи вашите криптовалути надвор од, да речеме, централни менувачници или hot wallet-и, секој објасниме во овој видео. Само да напоменеме дека иако победи значи видеото за cold wallet-и, ние ќе го направиме и второто видео за кое што разговараме, затоа што веруваме дека заедницата мора да биде информирана за тоа што значат оние pump and dump измамувања и што и кој е ризикот на заедницата од таквите, односно или да знаете како да се пазите од истите, или да знаете кога веќе сакате да пробате, како да ги искористите во ваша полза. Но за тоа во наредната недела. Сега за почеток ќе го направиме видеото за кое што веќе разговаравме дека сакате да знаете повеќе. Како што гледате се видео што можеме повеќе да уклучиме и самата заедница во однос на тоа што вас ви е потребно. Значи поентата на каналот е да ви го дадеме знаењето што вие го барате. Сега, за почеток, јас издвоив неколку слики за да можеме да објасниме во основа што уствари представуваат клучовите и која е разликата помеѓу cold и hot, односно ладни и топли новчаници би рекле, или софтверски и хардверски новчаници би било на некој начин по-соодветно за она што ние го користиме. Сега, прво мораме да разбереме дека за секоја на некој начин, за секоја сметка која што ја имаме, ќе наречеме сметка, тоа е уствари самиот новчаник. Значи за секој новчаник кој што го имаме два клучеви, а тоа е јавен клуч и приватен клуч. Со тоа што јавниот клуч уствари е самата адреса на која што ни праќаат значи криптовалути. Она адреса која што ја гледате од огромна низа на бројки и букви, тоа уствари представува јавниот клуч на кој што фактички било кој може да испрати во било кое време значи валути, криптовалути, значи во однос на тоа каква е вашата валута, таков и вашиот клуч. Сега, тој е уникатен клуч и служи само за вашиот новчаник. Но овој клуч служи исклучиво за праќање, односно со овој клуч само може да ви пратат. Не може никој ништо да земе од вашиот новчаник. Додека приватниот клуч представува клуч кој што треба да го имате само вие и кој што ви дава целосен достап до вашето портфолио, односно до вашиот новчаник и ви овозможува да може да ги извадите криптовалутите кои што се наоѓаат на самиот новчаник. Доколку го изгубите значи приватниот клуч или некој успее да го најде, прво ризикувате, значи изгубен клуч, изгубено крипто. Тоа не го заборавајте никогаш. Се додека клучот е сигурен во вас и криптото ваше е сигурно. Приватен клуч за вас практично, доколку имате да речеме cold wallet, би бил или фраза од 12, 15 или 24 зборови. Значи тоа е фрази, практично тоа се рандом зборови кои што вие мора да ги запишете на најчесто е најдобро, значи не најдобро, туку сигурно е најдобро да ги запишете на одредено било каков тип на хартија, лист и да ги чувате негде на сигурно. Затоа што оваа фраза од 12 или 15 или 24 зборови е единствениот начин на кој што може да го практично вратите вашиот новчаник без разлика дали ќе отворите нов на било кој компјутер, било каде во светот. Се разбираме? Значи дури и на самите cold wallet-и или на самиот hot wallet. Со оваа фраза вие може да го вратите самиот новчаник без разлика каде тоа ќе го внесете. Се разбираме? Значи се додека станува збор за новчаник без разлика дали е хардверски или софтверски, cold или hot, значи вие со таа фраза може да го вратите вашето крипто односно вашиот новчаник. И тоа е единствениот начин да добиете пристап до новчаникот. Не постои друг начин како да влезете во самиот новчаник и да може да ги извадите овие значи валутите што се наоѓаат внатре без да го поседувате приватниот клуч. Значи запамтете во тоа е многу исклучиво битно. Значи во моментов ќе зборуваме само за основата. Односно приватен клуч кој што се состои од фраза од 12, 15 или 24 зборови и јавен клуч кој што се состои од онаа долга линија која што ствари представува адресата на вашиот новчаник и кој што се исклучиво користи само за праќање на криптовалути. Што е првото што мора да го научите? Кои се приватни, а кои се јавни клучеви? Значи откако го заклучивме тоа, вака сега. Значи постојат два основни типови на новчаници,
со тоа што hot wallet представува десктоп новчаници, односно тоа се уствари апликации кои што ги симнуваме за самиот софтвер, да речеме имате Windows или Linux или не знам Apple Store, во секој случај без разлика каков оперативен систем имате, значи симнувате апликација која што уствари hot wallet, односно е софтверски wallet и се наоѓа на самиот компјутер. Web wallet, тоа е уствари кога фактички апликацијата не е инсталирана на вашиот компјутер, но истата е дел од некоја веб страна, да речеме, ме разбирате? Како што е free wallet. Уствари, она што или пак екстензиите, како што е на пример самиот MetaMask, како што може видите овде, или Polka.js. Значи тоа се екстензии кои што се дел од интернет. Значи доколку немате интернет, немате пристап на самите екстензии или пак на самата веб страна каде што и се наоѓа новчаникот, и затоа е исклучиво битно, значи овие се недостапни доколку немате интернет. И повторно станува збор за hot wallet. И третите кои што се уште спаѓаат во ова софтверска, да речем, афела на новчаници се мобилните новчаници, односно ова се новчаници кои што ги инсталираме со апликација на самиот мобилен телефон, но значи не заборавајте дека исклучиво сите овие нормално се дел од софтверските новчаници и како такви имаат инхерентна слабост, односно се постојано во допир со интернет. Се додека се во допир со интернет, значи постојат огромен број на начини како може да бидете хакирани. Се разбираме? Затоа што вие, значи, кога имате постојано допир со интернет, многу е полесно за хакерот да допре, да најде вашата фраза, онаа која што е 12, 15 или 24 зборови, затоа што, како на пример, имаше хак моментално на софтверот на Apple, каде што значи одредени хакери напредни сватиле дека самиот Apple софтвер го запамтува на вашиот клауд она 12, 15 или 24 фраза, зборови, ја запамтува како бекап и овие хакери успеале тоа да го сватат, успеале, значи пазете, единствено што направиле со пробивање на имејлот на лицето кое што го поседувало овој софтвер на Apple, да го убедат практично самиот сапорт на Apple дека тие го поседуваат клаудот, дека тие го поседуваат софтверот и откако им било дозволено да влезат во самиот клауд на лицето кое што го поседувало тој компјутер, односно тој софтвер, успеале да ја земат фразата и на тој начин да го пробијат hot wallet-от, односно било кој од овие, значи доколку е телефон или доколку е компјутер, да го пробијат затоа што ја земале самата фраза и го испразниле самиот новчаник. Сега, разликата во тоа што овдека може да најде фразата е што во cold wallet-и фразата вас ви е запишана најчесто на лист хартија и доколку не ве најдат лично вас или не го најдат овој лист хартија, они не можат никако да успеат да го хакнат овој wallet. Се разбираме? Значи, овој wallet доколку е купен од официјален, значи зборуваме од официјалниот продавач, оној кој што го произведува самиот wallet, како што е на пример Ledger, Elipal. Значи, доколку купуваме од самата компанија или Ledger во оваа ситуација, тоа значи дека никој таквите официјални продукти не може да ги пробие доколку на некој начин вие не му го дадете самиот лист хартија каде што ги пишува овие фрази. Затоа што овие волети, cold волети се нарекуваат така затоа што не се во допир со интернет. Значи 99,9% од истите никогаш не се во допир со интернет и на тој начин хакер не може да дојде до самиот волет. Значи, најчесто трансакцијата како таква се подпишува со приватниот клуч надвор од интернет. Ќе ви покажам како, значи јас за тоа имам и видео спремно во склоп на моето видео, каде што може да видите кратко како изгледа и зошто вашите средства се секогаш заштитени на cold wallet-и наспроти hot wallet-и. Значи, сега, во cold wallet-и, односно во хардверски wallet-и, постојат paper wallet и hardware wallet. Разликата е во тоа што paper, односно книжни wallet-и, се оние доколку иако немате ваша фраза, значи доволно е да имате, иако немате хардверски wallet. Да речеме, немате хардверски wallet како што е Elipal. Значи да го немате самиот волет. Доволно е да ја запишете фразата од 12, 15 или 24, во зависност од тоа каков тип на новчаник станува збор. Значи самата фраза за чување на лист хартија вас уствари вие единствен клуч и допир до самиот волет. Значи вие во било кое време, доколку најдете било кој од овие hot wallet или да речеме cold wallet, може да искористите истата фраза и
автоматски ќе го врати вашиот новчаник на местото каде што се искористира фразата, без разлика дали станува за хардверски или софтверски волет. Додека хардверски волет уствари представува поседување на еден од овие волети, како што е, пак ќе речем, Elipal, како што е Ledger Nano X или Nano S, без разлика од на моделот кој што го поседувате, и дополнително на тоа има уште многу други, но за тоа денеска ќе се држиме само на овие два, затоа што овие два јас лично ги поседувам и за истите можам повеќе да ви кажам од свое искуство. За разлика од тоа постојат и други, како што е Trezor и останати, нели, сега да не ги набројуваме, нормално има многу, доколку сакате може да најдете, има сигурно има барем 10 брендови на кои што може да им верувате, но моментално ќе зборуваме за овие два. Сега. Битно би сакал само да ви објаснам, нели, некои основни разлики помеѓу самите значи софтверски и хардверски волети во однос со тоа кои се нивните основни разлики. Сега за почеток. Разликата помеѓу самите софтверски и хардверски, значи првата разлика помеѓу софтверските и хардверските новчаници е тоа што приватните клучови на софтверските новчаници се чуваат онлайн. Значи не онлайн директно, туку во онлайн environment, односно во онлайн околина. Со тоа што за тоа и ризикуваат да бидат практично хакирани. За разлика од тоа, овдека, значи, cold walletите, односно самите хардверски волети, приватните клучови ги чуваат офлайн. Затоа и не може да бидат хакирани, не може да се дојде до нив. Следно, значи, како самите функционираат? Самите софтверски волети се директно поврзани со интернет и влегувањето и излегувањето на криптовалути од истите е доста брзо, значи го одобрувате онлайн, директно, со пасворд најчесто, значи имате собствен пасворд на самиот софтверски волет и на тој начин одобрувате одредени валути да излезат од истиот, за влегување нормално пасворд да е потребен. За разлика од тоа, значи кај хардверските новчаници, значи трансакцијата започнува онлайн. Вие ја започнувате онлайн затоа што нели нормално на пример сакате да пратите негде нешто. Вие сега сепак имате апликацијата на вашиот мобилен телефон. Односно со моментот кога сакате да пратите, значи вие започнувате онлайн, но истата продолжува офлайн, како ќе видите на следното видео кое што нели во наредните 5 минути ќе ви биде покажано. И на тој начин вие офлайн ја одобрувате со вашите приватни клучеви кои што се наоѓаат на самиот хардверски волет и откако ќе биде одобрена, значи практично ваквата трансакција се враќа онлайн и е запишена онлайн и е на некој начин пратено до самиот Ledger да запише дека вие сте пратиле одредени валути негде. Следно, разликата во однос со тоа кој ги користи овие новчаници, значи првите, односно софтверските, станува збор за кога ни се потребни самите криптовалути постојано. Значи најчесто некои брзи трейдери или не планираме долго да ги држиме самите криптовалути, значи ги користиме на тој начин што на пример доколку сте swing трейдер, вас постојано ви се потребни криптовалутите и затоа нема да ги чувате на cold wallet затоа што нема логика постојано да треба да одобрувате трансакции кои што губите време, а да речеме мора да продадете во наредните 5 минути. И затоа на пример најчесто оние кои што трейдаат многу често ги чуваат самите криптовалути на онлайн, односно софтверски волети, за разлика од тоа оние кои што сакаат да ги чуваат, овдека станува збор најчесто за инвеститори, значи кога купуваме нешто што сакаме да го чуваме, на пример за еден биткоин циклус, значи за ваков тип на инвеститори и луѓе кои што чуваат крипто, е многу попаметно да поседуваат хардверски волет. Значи, во однос со тоа какви типови има, нели, веќе разговаравме, разликата е во тоа што дополнително, значи не се само оние кои што можеме да инсталираме на десктоп како самата апликација, значи онлайн како што можеме да видиме и се екстензиите како што се Polkadot.js или MetaMask има доста, значи на пример Yoroi Wallet за ADA и слично. Дополнително на тоа имаме и самите, значи, менувачници како што се Binance, Coinbase, истото, и тие исто спаѓаат во, значи, во софтверски волети, со тоа што не заборавајте. Кога станува збор за менувачница, вашите клучеви приватни воопште не се во ваши раце. Значи, вие имате право над вашето крипто, се додека немате право. Значи, во било кое време по налог на држава, значи може да одлучи Binance или Coinbase дека треба да ви ги одземе криптовалутите, затоа што, на пример, наложила вашата држава дека вие сте направиле нешто неправилно. Не само тоа, него да не забораваме на случајот
каде на огромен број на корисници на Coinbase платформата им беше буквално замрзнато и одземено криптото само затоа што истите се регистрирале со руски пасош. Значи, замислете, затоа што има војна моментално помеѓу Русија и Украина, вие дури и да сте живееле цел живот во Австралија, но затоа што сте руски државјанин и имате руски пасош, вие сте регистрирале вашиот акаунт на Coinbase со руска документација, руски пасош, значи они буквално ви го замрзнале вашето крипто затоа што така одлучила компанијата во Америка и ги повлекуваат вашите крипто валути и ги праќаат на Украина како воена оштета. Замислете што уствари они ви направиле само за тоа што поседувате погрешен пасош. Затоа и повторно ќе ви кажам. Значи, она кога сите ви велат дека доколку ги немате вашите приватни клучеви, тоа не е ваше крипто. Затоа е многу битно тоа што досега многу пати сме го спомнеле, сега сакам да ви го објаснам тоа детално за да сватите која е разликата помеѓу крипто кое што го поседувате на сопствен волет, како што е hard walletот, значи овие хардверски волети, и крипто кое што го, значи софтверските волети, кога го поседувате на сопствен компјутер, да речеме имате апликација, како Free Wallet, ви инсталирате Free Wallet на десктоп, да, тоа вие го поседувате и вашите приватни клучеви се запамтени на самиот компјутер, но имате ризик да бидете хакирани. Додека кога истото станува збор за крипто кое што го држите на одредена платформа, како што е Binance и Coinbase, вие уопште не, значи тоа не го поседувате. Вие сте го дале за они да се грижат за него, се додека вие не го повлечете од самата платформа на вашиот хардверски волет. Единствено на хардверски волет имате најголема сигурност каде што вашето крипто е офлайн. Односно, без некој физички да дојде и да ги одземе овие, да речем, листа на зборови од вас, никој не може во ни еден момент да го допре вашето крипто. Значи, верувајте ми, јас за тоа поседувам два, не еден, значи дури и во самите hard wallet е некогаш паметно да правите диверзификација, затоа што кога имате два, дури нешто да се случи, да речеме сте изгубиле фразата за едниот, сепак пол од портфолиото ви е на другиот. Сакам да кажам, значи разликата е во тоа што кога станува збор за хардверски значи новчаник, вие го сносите целиот ризик да доколку ја изгубите, да речеме фразата, да останете без вашето крипто. За разлика од тоа, кога вие некој друг ви го чува криптото, како што е на пример Binance и Coinbase, повторно има ризик дека во еден момент ќе ви биде замрзнато само поради тоа што на пример вашата држава станала непријателски настроена кон државата која што ја поседува компанија, односно самата менувачница. Лично јас, значи поседувам два волета хардверски на кои што ги имам запишано овие фрази на неколку примероци на лист, кои што ги чувам на одредени тајни локации, значи може тоа да го ставите во банка, може да го ставите во некое место кај што знаете дека никој не би го допрел, и на тој начин вие фактички го чувате вашиот новчаник сигурно, затоа што еден примерок на лист не е доволен, затоа што може да се случи било што. Затоа го чувате на два или три различни примероци на лист, кои што вие зачуван, да речеме, на две или три различни локации, кои што само вие ги знаете. На тој начин ви е сигурно. Дури да изгубите еден, вие ги имате останатите два за да може да го вратите својот сопственото крипто, без разлика дали ќе го направите тоа на некој нов хардверски волет или на некој од софтверските волети. Битно е да може да дојдете до самото крипто. Значи тоа е најбитниот момент. Сега, откако разграничиме што уствари представува хардверски волет, а што представува софтверски волет и зошто кога има некој, значи практично на овој начин вие давате старателство на вашето крипто со тоа што го чувате на самите платформи кои што имаат директно, значи они го поседуваат вашето крипто се додека не го повлечете. Да, вие имате право било кој време да го побарате, но затоа и ви кажувам, извадете го пред тоа да биде прекасно. Значи некогаш цените кои што треба да ги платите за тоа се многу помали отколку да се чудите што се случило со вашето крипто, кога не може да влезете, затоа што, например, пример, вашата држава одеднаш изгубила право да има, значи, луѓето со вашата лична карта или со вашиот пасош изгубиле право да имаат волети на Binance, например, затоа што некој донел таква одлука. Верувајте ми, тоа може да се случи преку вечер. И да немате право воопште ни да попарате нешто, а не па да го вратите собственото крипто. Сега. Првиот волет кој што јас го поседувам е Elipal Titan Cold Wallet, кој што е уствари титаниумски изграден, како што може да видите како мобилен телефон, и истиот, значи,
многу едноставен за работа, а е комплетно, значи ова е на некој начин еден од ретките кој што е 100% офлайн. Значи нема Bluetooth, нема никакви кабли, нема ништо. Работи исклучиво на QR кодови, ќе ви покажам како тоа изгледа. Значи ова е за да видите како истиот изгледа. Има камера позади и има мал екран, истиот е титаниумски изграден и е толку добар што дури може да преживее и пожар без никаков проблем. Значи комплетно е отпорен на вода, значи дури и да се наоѓа потонат. Сега како што може да видите, значи нема никакво допир со било каков тип на конекција, не само интернет, туку ниту Bluetooth, ниту USB, значи никаков тип на конекција. Сега значи, чисто да знаете во однос на истиот како функционира, имам видео подготвено, но само да ви кажам дека убавината на хардверските волети е тоа што, значи истите подржуваат огромен број на коини, значи како што може да видите, истите имаат 41 различни блокчейни, односно тоа се блокчейни, како што рековме, разликата помеѓу коин и токен е тоа што коинот представува значи проект кој што има и собствен блокчейн технологија, како што се на пример Ethereum, Cardano, Polkadot, Binance Chain. Значи тоа се сите технологии кои што имаат собствен коин и дополнително поддржуваат градење на токени, односно тоа се уствари проекти кои што користат нечии блокчейн за да изградат собствен токен на истиот, како што се на пример Uniswap, Pancake, Sushi, значи тоа се уствари, овдека може да ги видите, значи тоа се уствари токени кои што сами по себе немаат своја блокчейн технологија, но истите ја позајмуваат, на пример, Uniswap ја позајмува блокчейн технологијата на Ethereum за да има собствен токен на истата изграда. Сега, како што може да видите, дополнително многу добро е тоа што, значи не само што може да ги чувате, гледате има 41 коини и 10.000 токени. Значи различни има, кои што може да бидат чувани на Elipal walletот во било кое време, со тоа што значи на самата страна може да видите овдека се буквално представени според тоа на кој блокчейн значи се наоѓаат и може да ги видите еден по еден сите токени и коини кои што истиот ги поддржува. Со тоа што дополнително од десна страна може да видите дека не многу, но поголемиот дел од blue chip токените, како што се Cardano, како што е DOT, како што е исто така беше Atom, ако не се лажам, значи Atom, Kusama, Tezos, значи ова се коини кои што дополнително може да бидат стейкувани, значи вие може буквално да ги стейкате и од самиот хардверски wallet. Тоа е многу добро затоа што значи самите валути никогаш не го напуштаат волетот, а во исто време стейкате и добивате награди кои што директно влегуваат на самиот волет и се реинвестираат најчесто во однос на тоа каков тип на проект станува збор. Што дополнително ви дава, значи замислете сега. Ја знам дека на некој начин можеби да речеме платформата за како менувачница како што е Binance или Coinbase може некогаш да ви даде и многу поголеми проценти. Но за разлика од тоа вие кога имате поголем процент на самиот стейкинг на ваквите токени или коини на Binance, во исто време повторно го сносите ризикот дека може во било кое време да ви бидат замрзнати. За разлика од тоа, овде добивате стейкинг, основната награда која што ја добивате од самиот блокчейн, на пример на Cardano е околу 3 до 4%, на Polkadot е околу 10 до 11%, значи истата ја добивате, а во исто време вашите валути секогаш се офлайн и се надвор од рацете на било кој, значи освен вас. Тоа е многу добро, затоа јас лично го користам многу. Сега чисто да видите како тоа изгледа. Јас буквално го сетирав видеото од моментот каде што ова е основно видео на Elipal, каде што може да видите како изгледа една трансакција. Истата е многу едноставна. Значи имаме мобилен телефон и самиот cold wallet и гледате како изгледа. Сето тоа јас ќе ви објаснувам како сето тоа се случува во позадина. Значи откако ќе отворите имате сама апликација. Значи на самата апликација бирате токенот кој што сакате да го пратите, еве на пример во случајов Ethereum, значи го избирате, пишувате колку сакате да испратите, во случајов нели ставате сума која што сакате да испратите. Ова е брзина на трансакцијата која што може да сетирате, може да биде побавно или побрзо во однос на тоа колку е побавно или побрзо. Ќе ве кошта повеќе за самата трансакција. Откако ќе кликнете, значи ја ставате адресата каде сакате да го пратите тоа, откако ќе го наместите сето тоа, нели, како и од секој друг новчаник, значи го уклучувате самиот hard wallet и практично го бирате новчаникот на Ethereum, каде што го внесувате собствениот пасворд. Откако ќе го внесете, значи на двете страни се значи гледате, она што се случи, ќе го вратам на видеото за да може да видите точно. Значи
практично на левата страна на телефонот се појави QR код кој што го скенираме со значи Cold Wallet-от. Откако го скенираме, ни не прашува дали сакаме да ја одобриме трансакцијата, притискаме да, втор пат ќе се појави пасворд кој што мора да го внесете. Откако ќе го направите тоа, значи гледате, повторно го скенираме назад, вториот QR код кој што ни беше појавен на самиот значи на самиот хардверски новчаник, и откако тоа го направиме, фактички нас ни одобри трансакцијата на телефонот. Сега, значи мораме да разбереме дека преку QR кодовите, значи во ниеден момент нашиот хардверски волет не допре до интернет или пак некако беше поврзан со истиот. Само со помош на двете камери на мобилниот и на самиот хардверски волет, ние фактички го снимивме еднаш QR кодот кој што се појави за да ја започнеме трансакцијата, и втор пат QR кодот кој што се појави на хардверскиот волет за да ја потврдиме. И тоа е тоа. И фактички назад веќе со таквата потврда, значи самата апликација знае дека нас Елипал новчаникот ни ја потврдил трансакцијата и понатаму продолжува истата онлайн, односно веќе оваа сума на Ethereum која што сме сакале да ја пратиме, сме ја пратиле каде што требало да оди. Значи гледате колку едноставно е. Многу едноставно, а многу корисно, затоа што во ниеден момент вашето крипто не е изложено на било каков ризик. Сега, втор новчаник за кој што сакам да поразговараме е Ledger, кој што исто така го поседувам. Разликата помеѓу Elipal и Ledger е тоа што Elipal е малку по комплициран во однос на испраќање на одредени трансакции, за разлика од тоа Ledger е многу по корисен доколку ви се потребни, значи ви е потребен хардверски волет за брзи трансакции, затоа што истиот е поврзан со кабелче кое што доаѓа со самиот Ledger, значи не може да користите ваше кабелче, тоа е исклучиво кабелче кое што доаѓа со самиот Ledger, значи ја гледате така изгледа, затоа и го оставив да може да видите како изгледа. И на истиот со самото кабелче, значи веќе имате инсталирано апликација на десктоп, која што е, значи од самиот Ledger може да најдете на самата страна. Откако ќе ја инсталирате, значи фактички вие преку самата апликација единствено што правите на Ledger е ја одобрувате трансакцијата. Односно имате копчиња, сега ќе ви покажам како тоа изгледа, значи гледате ова се двете копчиња кои што ги имате на Ledger новчаникот, и откако ќе изберете кој блокчейн ви е потребен, значи со користење на двете копчиња најчесто се движите низ значи блокчейните, имаме различни блокчейни на истиот кои што може, нели, да ги погледнеме, ги има практично исто како што ги имаше и на самиот Ledger, значи можеме да видиме дека застапува исто така 5500 коини и токени, како што беше и на самиот Ledger, на самиот Elipal, со тоа што се движиме низ блокчейнот кој што ни е потребен, значи доколку на пример се наоѓа, на пример сакаме да потврдиме на Uniswap одредена трансакција, се придвижуваме со двете копчиња до Ethereum, значи логото кој што се наоѓа на самиот екран, го избираме со притискање на двете копчиња во исто време, и при тоа ни дава со пин, значи мораме да го внесеме сопствениот пин овдека, за да можеме да потврдиме самата трансакција која што започнала најчесто на апликација на десктоп или па на пример преку без разлика каде ви е самиот поврзан. Значи Ledger за разлика од Elipal нуди доста софтверски начини на поврзување. На пример, самиот MetaMask може да биде поврзан со Ledger. Значи кај мене MetaMaskот е поврзан со Ledger, каде што сите трансакции на MetaMask ми се одобрени со Ledger. Односно без да го имам Ledgerот со мене и да биде истиот поврзан со кабелче на лаптопот каде што го користам MetaMaskот, мојот MetaMask, значи ја не можам да префрлам ништо од сопствениот MetaMask нигде. Со тоа и моите значи средства кои што ги поседувам на MetaMaskот и на други, да речеме, онлайн новчаници, се директно заклучени со Ledger. Значи истото е на пример и со значи ако се сеќавате еднаш претходно, не еднаш, неколку пати до сега, ви имам спомнато за Eternal, ова е CC Vault, тоа е софтверски волт на Cardano, каде што може да го стейкате Cardano за различни проекти за да добиете практично Cardano и дополнително проектите на самиот значи на самиот проект за кој што стейкате Cardano, затоа што нели, за тоа веќе разговаравме. Сега оно што сакам да ви го покажам е дека секоја трансакција од овие посебни новчаници кои што ги имам на Eternal може да биде направена само со одобрување од страна на мојот Ledger. Значи на мојот Ledger ја морам практично да одберам Cardano апликацијата,
како што веќе разговаравме, и при тоа да одобрам со собствениот пин дека сакам да ја пратам негде, да речеме, дел од моето Cardano кое што се наоѓа на самиот Eternal софтверски wallet. Сега, тоа е она што сакам да ја кажам, некогаш затоа и ми се допаѓа многу Ledger, за разлика од Elipal кој што е исклучиво офлайн и истиот не може да биде користен за на пример како што е во случајов Ledgerот. Значи не може да биде користен на софтверски wallet како комбинација каде што може да одобрувате трансакции, за разлика од тоа Ledgerот е направен да биде многу помобилен, е многу помал, значи во големина на USB, и истиот може да биде поврзан со многу значи extension wallet или пак апликацијски wallet како што се на самиот десктоп и слично, каде што истиот се користи за одобрување на трансакциите. Како што рековме, значи многу едноставно, иако изгледа малку комплицирано на почеток, значи многу едноставно, верувајте ми да го направите ова затоа што воопште не е никако застрашувачки, чисто да ви покажам како изгледа самото тоа. Значи Nano S го одбрав затоа што истото е многу поедноставно и многу помал. Значи гледате, многу едноставно. Го приклучувате, истиот го бирате с вашиот собствен пин код, бирате кој блокчейн ви е потребен, затоа што нели сите овие блокчейни имаат различни токени на нив. Гледате, значи многу едноставно е, а истиот е многу мал, станува збор за големина на USB и како таков, значи може многу да ви помогне во однос со секојдневната работа затоа што ви се дополнително заштитени криптовалутите, иако се на пример на MetaMask или на Polkadot.js или на било каков екстенжен да имате, кога самиот по себе мора да биде трансакцијата одобрена од оваа направа, овој хардверски wallet. Значи затоа би ви препорачал уште еднаш, без да поседувате хардверски wallet, не е паметно да продолжите во однос на криптопазарот, затоа што значи кога би ги трнале собствените криптовалути на хардверски wallet, иако ја имате целата одговорност да го заштитите, значи самата фраза да ја запишете и да ја заштитите, е многу помала одговорност од она што вие ја давате во случајов кога некој друг се грижи за вашите криптовалути. Значи, затоа ќе напоменам уште еднаш, гледате, само да вратам пред да продолжиме кон крајниот заклучок. Значи, гледате, исто како што најдовме на Elipal, така и овде гледаме дека поголемиот дел од криптовалутите, посебно оние blue chip, на пример Ethereum, може да биде стейкан директно, Polkadot, истото е како и во претходните ситуации, EOS, Tezos, и ако продолжиме понатаму ќе најдеме уште многу. Со тоа што, гледате, значи, самите криптовалути веќе постепено се до тој степен софистицирани што може офлайн да ги стейкате. Значи, вие дополнително постојано го добивате оној стейк reward, за тоа што сте го заклучиле вашето крипто во однос на одреден договор, како што е на пример Ethereum 2.0. И во таквите ситуации, значи, вие не мора буквално да ризикувате ништо, а го добивате основниот стейкинг reward од самиот блокчейн директно на вашиот хардверски wallet. Значи, затоа иако знам дека малку цените не се, на пример, Nano S е најевтиниот што може да го најдете, а е најпопуларниот и најпродаваниот новчаник во светот. Значи, јас лично поседувам Nano Ledger X, кој што е малку подобар и може да видите е малку пософистициран. Значи, чисто да видите за какви станува збор. Јас го поседувам овој е најдобриот што го има моментално Ledger, и доколку мене прашате е многу побрз, значи многу подобар е самиот екран за работа. Доколку го погледнеме во Elipal, само да видите каков тип на цена станува збор, затоа што тоа е на крајот најбитно, нормално кога сакаме да купиме одредено нешто. Значи, моменталните цени во однос на Nano S и Nano X, како и на Elipal, се наоѓаат на самата страна. Значи, ова е малку напредна верзија на Nano S, Nano S Plus, затоа и 10 евра поскап. За разлика од тоа, Nano Ledger X најдобро кој што го имате 149 евра. Иако цените се скапи, ја можам да замислам, значи 149 евра на некого е целосна плата, но ова е нешто што купувате еднаш. Значи, ваков тип на направа најчесто трае и до 15 години, значи сега не можеме да знаеме затоа што. Но иако цените се малку повисоки, да погледнеме и на Elipal, значи цената е $149, што било негде близко околу 130 евра. Значи, иако цените се малку поскапи, јас би рекол вака. Доколку вие планирате на оваа направа, например, да чувате крипто кое што е во износ од 2000-3000 евра, нели, во зависност од кој колку има,
150 евра и не звучи така страшно за да бидете комплетно заштитени и да не мора никогаш да се секирате се додека ова е во вашите раци, дури и да го изгубите, значи се додека го имате самиот лист со фраза која што ви ја дава самата направа на почетокот, значи нормално доаѓаат со соодветен начин како да се инсталира сето тоа, како да започнете со работа. Значи она што сакам да ви кажам е дека некогаш ова сума која што плаќате за сигурност е многу помала отколку да се секирате секој ден да не се случи нешто во однос на берзата каде што ги чувате средствата или да не некој ви хакне. Значи доволно е еден линк, некој да кликне на еден линк на вашиот компјутер и вашиот новчаник, оној кој што го имате на пример како апликација на десктоп, е комплетно загрозен. Значи затоа и пак би рекол, некогаш една направа од 150 евра, нека биде 80 евра, е многу помалку во однос на тоа што го ризикувате кога чувате огромни суми во криптовалути на вашиот, да речеме, десктоп или на мобилен телефон, а при тоа може со еден клик да ги изгубите на хак или па да бидат забранети доколку се на одредена мерувачница. Со тоа на некој начин мислам дека ви стана јасно за каков тип на разлика станува збор кога имаме криптовалути во софтверски и криптовалути во хардверски волети. И уште еднаш ќе напоменам за крај дека доколку не ги поседувате приватните клучеви кај вас, вие не го поседувате тоа крипто. Тоа крипто е на некој начин или изложено, или пак некој го поседува во ваше име, односно има старателство врз самото крипто во ваше име, како што се Binance, Coinbase, Kraken и слично. Затоа, уште еднаш би ви препорачал, бидете исклучиво одговорни со вашето крипто, затоа што без разлика колку добро портфолио сте направили, без разлика колку сте внеле во самото, без разлика колку сте се труделе, тргувале, што и да сте правеле, во моментот кога не ги чувате вашите приватни клучови кај вас, вие буквално го ризикувате сето тоа во еден момент да го нема. Значи затоа ќе ви напоменам уште еднаш дека додека не го поседувате вашиот приватен клуч, вие не го поседувате вашето крипто и сте во ризик. Уште еднаш ви благодарам што ја следите нашата емисија, на ваше барање како што нели разговаравме на самиот пол. Го направивме ова видео за да имате основни познавања од однос на тоа, значи што се хардверски и софтверски волети, што се јавни клучеви, што се приватни клучеви, и со ова сакаме да го информираме на некој начин, да информираме јавноста во Македонија дека без разлика колку сето ова ќе го научите, доколку не го заштитите она што го имате, сето тоа е во ризик. Затоа ве молам, ова е едно од најбитните видеа кои што ги направивме досега и стварно сакам да обрнете внимание на истото и да размислите многу добро дали вашето крипто е сигурно и каде моментално го чувате и што може да направите за да се осигурате дека никој не може да го допре вашето крипто освен вас. Значи тоа е најбитниот момент што може да го направите на крипто пазарот во моментот, пред да продолжите понатаму со било што, дали тргувате, дали инвестирате. Значи најбитно е прво да го заштитите вашето крипто и да бидете вие единствениот кој што има допир до истото. Ви благодарам уште еднаш. Ќе ве замолам, ова е исклучиво битна материја, споделете ја со било кој што сака да научи околу криптопазарите и сето она што спаѓа во самата сфера на крипто. Нели, секој коментар и лайк се добредојдени, овде сме да одговориме на сите прашања кои што се поставени, добронамерно, нормално, и се надевам дека ќе продолжите и понатаму да го следите нашиот канал. Се додека имаме вашата поддршка, ние и понатаму ќе продолжиме да правиме видеа, затоа што како што рековме уште еднаш, значи нашата цел е да ја информираме самата јавност во Македонија што е криптосферата и да ја спремиме за овој бран кој што доаѓа на сеопшта прифатеност на крипто, кој што пред да знаеме ќе биде во нашата секојдневна сфера и е подобро да го информираме нашиот народ за сето тоа и да го научиме што уствари треба да знае, пред тоа да биде на некој начин веќе дојдено, а него да му биде касно за да научи што уствари треба да знае во криптосферата, за да може нормално да функционира. Ви благодарам уште еднаш, имајте добар ден од тимот на Crypto Gaming.